На 73 правни лица за А изведувачи на градба, 228 Б изведувачи на градба, 9 А надзор на градба, 32 Б надзор на градба, 32 А проектирање, 78 Б проектирање, 7 Б ревизија на проектна документација, 3 А ревизија на проектна документација, 2 правни лица за управително одржување на објекти, 2 правни лица управител на градба и 13 правни лица за изработување на детални урбанистички планови. Оваа листа после тоа ќе биде доставена и до соодветните институции за натамошно постапување. Исто така би сакал да најавам дека ќе пристапиме кон законски измени со кои што овие контроли ќе станат обврзни на секои 6 месеци, а не како досега на доброволна основа, и за следните веќе после законските измени контроли жалбата нема да го одлага извршувањето, односно суспензијата на лиценците ќе оди веднаш. Не е целта да казнуваме, целта е компаниите кои што самите доброволно се согласиле на условите кои што ги предвидува законот континуирано да ги исполнуваат истите, затоа што феноменот е дека во моментот на поднесување на барање ги исполнуваат условите, а потоа престануваат да ги исполнуваат. Од седницата на влада на 18 март која е одржана, Министерството за економија и труд беше задолжена за да подготвува нов закон. Нормално дека казните ќе се покачат, значи цените или вредностите на казните ќе се покачат на поголемо вредност. Тие луѓе кои не ја почитуваат да имат повеќе казни, или тие луѓе кои не го почитуваат закони да има повеќе казни, вредноста на казната да биде поголема, за да може да се спречи овие настанија што ни се дешава минатата недела. Дали во законските измени ќе се утврди да се укине забрана за работа, да се оди директно на одземање на лиценца? Нормално дека да, и сега, значи сите надлежни институции кои се надлежни за да вршат контрола, ако се утврди дека тоа што го кажав на мојот говор дека не се почитува, не го почитува тие законски одредби кои се пишени за давање на лиценца, го известуваат Министерството за економија и труд дека тие законски одредби не се почитуваат од странката и ние одма ја земаме лиценцата.